Тримир држам, така било од време, стари, престари држале тримир и јас ланска година си реков да пробам да видам како изгледа. И проба вистински дека не е тешко да се издржи и ова вела дека се држи за здравие, за цела фамилија, за роднини, за пријатели, за здравие, посноста да се тоа од Господ дарба, значи ако не можеш да издржиш. И вела дека ако не можеш да издржиш, не почнувај. А ако почнеш, мора да издржиш, бидејќи вела до крајот и ако на средина си бил, немало кој ќе се умри да не закопа во гробиштата. А што значи тоа да држиш? Да не јадиш ништо. И вода да не пиеш. 3 дена ни вода, ни леп, ништо нема, ни апче ништо. Скроз без ништо. Младите невести, арбастаните се канат за да кај мајките, демек да бида благословени од мајките, да има брачен живот, да има дечина, да се отвора поголеми фамилии, да бида здрави живи, да се шири семејството, поколението, да има поиќе народ. Совет од мајките вела, черко, се мажиш, гледај кујчата, роди деца, за да се одржува семејството. Собрани сме за празникот Тримир или женски празник. Ние во Прилеп го славиме навистина традиционално, со векови го славиме и ние сме го презели од нашите баби, од нашите мајки и се надеваме дека нашите идни поколенија ќе продолжат да го слават. Навистина е празник кој ја манифестира љубовта, бидејќи овој празник е на верените девојки или младите невести, се оди кај мајките на невестите, се носат поклони, се пеат песни, меѓутоа и се работеше, се плетеше, се везеше на овие празници, меѓутоа ние денес си пееме песни и си кажуваме други работи. Не работиме, сме работеле и сега малку да одмориме. Или повесело да го прославиме овој празник. Овие денови имаме и членки, дури во наша организација имаме членка што и ланска година и оваа година држи Тримир. И тој ден, 3 дена не се јади, во среда се почнуваат со јадењето и кај неа се канат гости, со поклони одат и со боза, од портокали од овошје, кравајчина, благи работи се носат и се продолжува веселјето. Сега овдека ние сме собрани, нашето здружение, на наша маса тука имаме од сите работи што се припремаат за тој ден. Почнувајќи од гравчето, прво гравчето, сармата, зелник, кравајче, погача, овошје, благи работи имаме обланда тука, ете маслинки, али најважно за нашиот град, пченицата правена со конопни зрна и бозата. Бозата, јас и во една прилика порано ја кажав, се носи поготово кај жени што има бебиња да добијаат млеко. Се вари пченицата, се остават топла да биде. Посебно се накиснува од вечер конопните зрна. Другиот ден се мели пченицата и конопните зрна. Му се става топла вода во зрната, се иседуваат течноста за да биде бела и после заедно се мешат и пченицата и конопните зрна и тој е бренд, да речам, на прилепскиот Тримир. Млада невеста